Испитот го полагал на два пати, 19 и 26 март 22. Кодот на центарот за тестирање е APCU 8007. Е код за јазичен центар во Софија, а не во Пловдив. Комисијата Фулбрайт негира дека некојаш соработувала со јазичното студио Јулија. По линијата за официјална достава на резултатите од ETC се празни. Сертификатот на Христоски важел 2 години до март 24, а именуване во октомври 24. Значи и фейкот што го имал? Е фейк. Како можеш два пати да полагаш фейк испит? Мислам, прво тоа, ајде да трнеме од тоа. Фулбрайт негира дека некојаш соработувал со јазичното студио Јулија. Е како, ако Фулбрайт вика дека некојаш соработувале со Јулија, тогаш како Коцевски констатираше дека еднаш полагал, не, ама после пак и тогаш сертификатот бил валиден. А овие Фулбрайт викаат, не, никогаш не сме работеле ние со Јулија. По линијата за официјална достава на резултатите од ETS се празни. Треба сам да ги пополни. Зашо не ги пополни? Сертификатот на Христоски важел 2 години до март 24 именуван во октомври. Значи по сите основи за кои што може да биде разрешен, би требало да биде разрешен. Сега би требало и Коцевски да одговара за попречување на правда. А тука е Боки, Коцевски, па Мицика, па Чорбаджи Теодос од Велес, Панче.